Почитувани дами и господа, почитувани фанови на музиката и сето она што Суперхик го прават 20-та година. Повелителен концерт на 10 јуни во клуб Хавана. Да го бележиме ова американско помолество, ќе свириме долг сет, ќе свириме голем концерт, долг концерт, ќе ги свириме најголемите хитови кои што се за вас хитови, за други не се, кои што се за други хитови, за вас не се. И така, Суперхик во Хавана на 10 јуни, американско помолество, дојдете ќе биде лудо и забавно. Поздрав! Значи 10 јуни ќе се случи незаборавен концерт на групата Superhix, позабавен и од сите оние евровизијски изданија кои што имавме прилика да ги видиме од 63-та наваму. Спектакл поголем од Макфест, сите 30 години заедно, спектакл поголем од сите фестивали Exit, Ziget, In Music и така натаму во регионот, спектакл поголем од сите фестивали кои што се случуваат во Норвешка, Велика Британија и слично. Значи спектакл на спектаклите во клубот Хавана од 22 часот. Да не заборавам да ги споменам Naked кои што ќе бидат, групата Naked кои што ќе биде локална поддршка на овој концерт, и DJ Госе The Sauce, еве го сосно, сака затоа е толкав, и кој ќе биде локален исто така warm-up пред концертот. Ќе свириме многу, ќе свириме еден долг сет, ќе свириме песни кои што одамна не сме ги свиреле, а вие би сакале да ги слушнете. И тоа е тоа, Хавана, 10 јуни, 22 часот, среда, побрзете, влезниците се во ограничен број. Ќе свириме колку можеме подолго и се надеваме дека никој нема да доживее мал или поголем срцев удар или не да боже друг удар. Ние додуши имавме песна што се вика удар, можеме и таа да изведеме и со тоа автоматски да неутрализираме опасноста од удари. Ќе свириме песни и од првиот албум, и од вториот албум, и од третиот, и од четвртиот, и од новиот материјал кој што го спремаме за овој пети албум, вклучувајќи го тука и најновиот сингл Микили, а и претходната Мајмуни, и ќе имаме песни кои што ги бараат нашите фанови по социјалните мрежи, посебно оние кои што ги побараа на самиот ивент за овој клубски концерт. Значи ќе свириме и постари песни од нашиот прв албум кои што не сме свирале одамна, како Бол, Мистер Бирократ, Нова Каледонија, Фрикс и еден куп други. Веќе споменав, значи музички гости на настанот се, односно како локална поддршка ќе се појават Naked, а тука е DJ Гоце The Sauce кој што има негов сет пред и по настапот. И нема да имаме многу простор за гости, затоа што се работи за еден простор и за еден капацитет кој што е ограничен. Клубски концерт не сме имали одамна и токму тоа е еден од мотивите да го правиме ова што го правиме на 10 јуни. Најпрво и не бевме баш сигурни дека треба да имаме концерт во Скопје, меѓутоа клубски концерт е нешто сосема поинакво од она кое што досега навикнале последнија година всушност да не гледаат луѓето во едно поинакво издание. Претошно не гледаат по фестивали, по разноразни фестови, по разноразни збирштини и собирштини, а сега ќе направиме концерт само за нашите фанови и за нас. Па добро, не чекаат пар концерти во Хрватска, има некои датуми кои што висат во воздухот за низ Македонија, затоа не би зборувал сега. Ќе настапиме во Крк, во Пула, одличен фестивал Систпеш фестивал заедно со легендарните Inner Circle. Ќе настапиме во Миколјац на фестивалот Бекерт фестивал и така натаму. Значи би требало да биде ова лето малку побогато со настапи. Правиме нови песни, тоа ни е најважно во моментов да го сработиме новиот материјал. Имаме веќе пар песни кои што се спремаат да се снимаат, една која што веќе тргнавме да ја снимаме, застанавме на пола, а никогаш немојте да застанувате на пола, затоа што го застанете на пола, крајот нема да ви се види. Самиот лик е инспирација сама по себе, кога зборуваме за Микили, меѓутоа она што мене лично за овој текст ме инспирираше е документарецот на Сашко Мицевски, само го заборавам, Сашко Потер Мицевски, кој што е во моментот во Лондон. Поздрав до него, неговиот документарец Екстратерестријал Ли или Вонземјанинот Ли е директна инспирација за пишувањето на овој сингл, а обично инспирацијата доаѓа по неколку чаши јачменов сок. Јачменовиот сок е многу полн со витамини и многу добар за како за циркулација, така и за општо и колективно и индивидуално расположение секогаш во било кој време, било каде. И така дојдовме до идеја за оваа прекрасна тема, за овој прекрасен човек кој што останува несватен од локалните и општо од властите во оваа земја. Да, спремаме веќе нов материјал, значи тој албум се надеваме дека ќе излезе во 2016 година. Ние сме брзи како полжави кога станува збор за новиот материјал. На 3-4 години бадеме албум, меѓутоа овој се надеваме дека ќе успееме да го пребиеме сите рокови, дека ќе го издадеме 3 години после албумот Африка. Веќе се пуштаат сингловите, веќе се работи на нови песни. Ова лето ќе бидеме претежно сконцентрирани на тој нов материјал.
Ќе биде шарен лик како и вообичаено, би требало да биде малку позрел материјал, затоа што и самите сте позрели, а знаете, после зрењето доаѓа скапување, ние не би сакале следниот албум по ово и што ќе се случи да не дочекаат нашите фанови скапани, не би било фин. Крајна амбиција на Супер Хикс е да сниме што повеќе албуми, а за да снима што повеќе албуми, нели пресудно е да сме живи и здрави. Ако сме живи и ако доживееме длабока старост, а под длабока старост се подразбира 90 годишна возраст, 85 годишна возраст, и ако земеш во предвид дека Rolling Stones се уште на концертни турнеи, зошто да не до 90 години снимање албуми. Значи само Севишниот може да не сопре во оваа креативна фаза. Немаме работа наслов на албумот затоа што прво за да добиеш, ние секогаш сме имале проблеми со насловите на албумите. Првиот се вика "Чекај бе, викам каде бе малку". Тоа нема никаква логика, тоа е мој лапсус. Вториот се вика "Трумано", исто тоа не значи ништо, иако со години продававме приказни, многу медиуми ја проголтаа и фанови дека тоа значи вистински пријател на хиспано некаков сленг и не знам што. Тоа беше тотално измишлјотина наша. Третиот се вика "И сега што". Тоа е изводок од еден стих од една наша песна, што нема врска многу баш со целиот материјал на тој албум. Африка логично е по песната Африка, а овој албум како ќе се вика, ќе видиме каков материјал ќе имаме, што ќе ни инспирира следниот период. Може ќе се вика контра албум. Ете, не знам, сега ми паѓа тако нешто на памет. Може да издадеме два албума, исто како што планиравме за овој концерт доколку се распродаде да имаме контра концерт. Така планираме доколку издадеме следниот албум, ако успееме да го издадеме од 2016 година, доколку слични прилики имаме политички во земја, да имаме и албум веднаш 10 дена подоцна со 5-6, да речеме, теми кои што би се нарекол контра албум. Значи планираме и албум и контра албум. Тоа е тоа. Па ја не знам веќе кој е нашиот стил, како да ти одговорам на твоето прашање, затоа што едно време се дефиниравме како панк рок состав или панк хардкор состав, кога почнувавме на почетоците во 90-тите години, подоцна бевме ска панк состав, па реге панк состав, па ска хардкор панк, реге метал, фанк, етно, електроамбиент, дип хаус. Бенд во моментов не можам да ти кажам на кај ќе се движиме и што ќе се случи со следниот материјал, затоа што секоја песна е инспирација сама за себе и земја само за себе. Може да се случи да имаме песни и контрапесни на овој албум, исто тоа го планираме, значи на секоја песна да издадеме по една контрапесна и автоматски да ги исполниме оние наши очекувања за албуми, за контраалбум од самите нас. Случаи има многу што не се сподели, не би требало да се споделат со јавноста, од пијанства на одредени членови на бендот до губење на истите во одредени градови низ Европа, пронаоѓање нивно со полиција или други служби, до не знам успивање на одредени членови на бендот, прекачување на третиот спраз во неговата соба, во собата на дотичниот со правење на човечка пирамида, за да стигнеме следниот ден на друг концерт, до не знам расправи меѓусебни што е нормално во еден бенд, до фаќање за гуша, до заеднички прослави на крштевки, пијанства, раѓање на деца, свадби, неубави моменти, убави моменти и така натаму. Има еден мал тон, ја не би можел ни една да одвојам, затоа што е на крајот на краиштата една фамилија, еден колектив кој што е полн со вакви моменти. Веројатно се надевам дека еден ден може ќе имам сили да седнеме со пар од момци и да напишеме една книга кој што една, како би се нарекло тоа, некаква биографија на Супер Хикс и би ставиле дел од тие моменти кои што сега вака ми поминуваат милион. Еве, не знам дали знаете, но овој прозор пред 2 години, пред 3 години, еден бездомник го скрши и проба да ни влезе насред проба низ него. Мртов сериозен сум. Ево овој прозорец. Проба да го скрши еден бездомник и тоа го кршеше со неонска ваква светлина. И не прекина во пробата, имавме на расправа, по што мораше обезбедувањето тука во просториите да делува. Тоа е една случка. Ви благодарам, бла, поздрав, се најдобро. Да живее Македонија! Околу нас и понекој гепар чека во заседа. Би воли жирафи во джипови.